Околу 1000 хектари плодно земјоделско земјиште во Кочанската котлина годинава наместо да се засеат со ориз, може да останат необработени и да ги прекрие трева и трска. Тоа е скоро 1/3 од вкупно планираните површини за сеидба со главната земјоделска култура во регионот, што според сегашните откупни цени на белиот ориз ќе значи чиста загуба од половина милион евра. Таква е математиката што ја прават земјоделците, кои испоредувајќи ги производните трошоци со остварениот приход, доаѓаат до заклучок оти одгледувањето ориз им носи чиста загуба. Оризо нема, жива катастрофа е. Оризо е 15-13 динара едно кило арпа, едно кило бел ориз е 30 динара. Значи не може да врзаме крај со крај. Не ми се сееше, значи не ќе ми да помислам за ориз сене. Нема цена, нема мака, во е само голема мака за земјоделците. Не останало ништо. За цената катастрофално. Значи не можеме да се уклопиме никако. Тоа даденото до што треба да остане како остаток го нема. Искараш и 500 кила на декар и 600 кила, кога ќе ти падне цената на 12-13 динара, тоа не е и пченицата да е толку па не бива, а не оризо. И нека му мислат други тие што треба да го извезува и треба да го преработуваат. Проценки на земјоделците се дека во Кочанскиот регион веќе со години не се сее ориз на над 10% од земјиштето од прва категорија. Нивите се запустени и обраснати во плевел, поради што скапо и тешко ќе биде нивното повторно ставање во функција. Затоа најавите за зголемување на површините под ориз што ќе се наводнуваат и за враќање на површините што се сееја пред неколку децении на оризопроизводителите им изгледаат преоптимистички и реално неостварливи. Дел од нив веќе се преориентирале на пипер, граф и други земјоделски култури, чие производство има економска оправданост и им носи некаков приход. Со трошоците за производство и откупните цени на оризот што се актуелни на пазарот, реално е да се очекува да расте бројот на нивите што ќе се претвораат во угар и мочуришта.